Пејовска е архитект кој што дизајнерските вештини ги изразува преку сребрената жица како медиум. Токму нејзиниот рачно изработен накид можете да го најдете во галеријата која што се наоѓа во стариот дел на најубавиот град во Република Македонија, градот Охрид. Чисти задоволство ми е што ја запознав ова утро Марта и што ќе можеме токму нејзината работа да ви ја пренесеме во следниве неколку минути во Добро утро. Секое утро, Марта, ти благодарам што ја прифати поканата и ти посакувам добро утро. Добро утро и вас, ви благодарам многу за вашата покана во вашата телевизија. Да, работиш и твориш во твојот роден град, во градот Охрид, но доаѓаш нели во Скопје на базарите кои што се случуваат неколку пати нели во текот на годината, па какво значење се овие базари, односно денови на филигранство токму за вас како за нечи? Оваа година сум многу често присутна во Скопје на базарите. Сега се случува денови на филигранство и накид во Ситимол, во организација на Ситимол и на Занечиската комора од Скопје. За нас, за мене лично и за сите други занечи тука присутни, значењето на овој тип на настан е многу битен, посебно за тие што не сме од Скопје, кои што не сме толку многу често присутни, затоа што мојот единствен прилежен простор е во Охрид, така што е многу битно поради достапност на нашиот накид према поширока публика која што е во Скопје, не само за скопјани, туку и сите тие други луѓе кои што гравитираат во градот. Што за тебе, Марта, представува филигранството? Филигранството последниве 15 години ми е главна професија. Јас сум архитект по образование, меѓутоа се определив многу одамна да работам нешто друго. Во тоа време тоа беше малку и похрабар и посмел чекор, сепак архитектурата и студиите нели не се така мала работа и долго време се студира и така натака, меѓутоа јас во меѓу време далечната 2005 година чинам го научив филигранскиот занает и од тогаш едноставно не ми даде мир, така што после дипломирањето и така некако се случуваа некои работи во мојот живот, се склопија можеби некои коцки и јас решив да се посветам на ова, така што во моментов ми представува голем дел од мојот живот. Да, речи си 20 години како се занимаваш со филигранство. Со какви предизвици се соочи во текот на сите овие години откако почна и професионално да се занимаваш со филигранство? Различни предизвици во различни моменти, дали на работата, дали системски, организациони и така натака. Разни предизвици имат од моменти кога е малку покомплицирано да се најде репроматеријалот, па да се сработи, други технички предизвици, посебно јас сум човек кој што не сака да остане во исто место со техничката едукација и секогаш сакам да правам нешто ново и да иновирам нешто ново колку што самата можам. Кога тоа не го можам, нели бараме, прашуваме совети од мајстори, од луѓе кои што повеќе од нас знаат, така што се трудам да се унапредам и техниката и моите перформанси во работата, и тука секако и во дизајнот и во колекциите кои што ги создавам. Што е најтешко кога се работи со филигран според тебе и за тебе? Нема тешко, има само предизвик, помал и поголем предизвик. Јас многу ги сакам предизвиците кога имам конкретна нарачка, некоја нарачка од клиент која што е нешто на почетокот секогаш скоро секоја нарачка е нешто неодредено. Многу често се случува клиентот да дојде и да ми рече јас сакам да носам нешто од тебе, ама не знам што. И тоа мене ми е најголемиот предизвик и обично процесот е седнуваме на кафе и разговараме еден час или некој време и во однос на таа наша еднократна средба, јас од прилика дори скоро секогаш добивам идеја што би било тоа што клиентот би сакал да го носи. Следниот предизвик е како тоа технички да го изработам, посебно ако е некое парче кое што претходно не сум го направила. Така, колку луѓето во Македонија го ценат, го почитуваат и сакаат да го носат македонскиот филигран? Јас сум многу среќна што во моментов филигранот се враќа на голема врата во нашата држава. Филигранот и филигранскиот занает се дел од македонското културно наследство. Јас сум посебно среќна што имам прилика и привилегија во мојот живот да го работам, затоа што со тоа што јас го работам, го заштитувам делот од нашето културно наследство и секако го презентирам нели насекаде во светот. Пред 15 на 20 години филигранот беше на рап на изумирање и само старите мајстори
простори беа оставени и буквално никој не сакаше, односно немаше интерес за филигранот, затоа што се водеше нешто како застарен накид, ајде така да се изразам. Меѓутоа, благодарение на некои иницијативи и некои луѓе и дизајнери кои што се охрабрија тоа да го научат и го воведоа тој еден нов авангарден изглед, да речем, односно современ на филигранот, така што во моментов има голем интерес за да се учи занаетот и луѓето се определуваат да го работат филигранот како нивна професионална определба. Затоа што работиш нели во Охрид, токму таму е нели постојано има странци кои што го посетуваат Охрид, верувам и твојата галерија, па како им објаснувате еве на странците, оние кои што не се запознаени, верувам дека голем дел од нив и знаат нели за македонскиот филигран и доаѓаат запознаени нели едноставно само да купат некое парче, но како им објаснувате на оние кои што не се запознаени и не знаат што сочинува македонскиот филигран, односно која е позадината нели на филигранот? Сите се воодушевени. Морам да кажам дека најпрво се воодушевени од тоа дека е многу стара техника, сериозна техника, која што се работи од сребро, се работи и во злато. Голем број на странците, јас сум воодушевена дека знаат што е филигран. Пред да дојдат во Македонија и во Охрид, се распрашале, разгледале, побарале на интернет и веќе знаат за филигранот како дел од нашето културно наследство. На оние што не знаат, во мојата галерија просторот е така конципиран да се наоѓа и моето работно студио, односно работната маса, буквално сум како на прозор. Ачик ми е работната маса и така што странците кои што доаѓаат не само што го гледаат накитот во галерискиот изложбениот дел, туку ме гледаат и мене како јас тука на вистина автентично го работам. Така што од старт им е многу интересен алатот кога ќе го видат, посебно алатот воопшто не е сменат и нашиот познат мајстор Вангел Дереван на времето работел со дел од алатот кој што јас работам денеска, така што јас се трудам и начинот на кој што работам и алатот да се што е можно поавтентичниот како се работало нели пред години. Така што странците кога ќе видат дека јас го работам и дека тоа ми е професија и дека тоа живеам, се многу воодушевени и после приказната сама натака си се раскажува. Марта, архитект, но влюбена во филигранството и во филигранот, како се случи тој пресврт или што беше пресудно за да ти се влюбиш во филигранот? Мислам, со оглед на тоа што сум јас родена и растена, нели живеена во Охрид барем првите 18 години од мојот живот, живеам во стариот дел на градот, така што моето секојдневие било голем дел од културното наследство, Света Софија, Свети Јован Канео, Перивлепта, сите тие стари цркви кои што нели сите знаеме што значат. Охридската чаршија е тука со Дуќанот, пак ќе го спомнам на мајсторот Вангел Дереван, каде што јас скоро секој ден поминував и застанував како нели мало љубопитно дете на излогот, иако од почетокот не знаев што е тоа. Како понатака нели растев и осознавав и разбрав што значи филигран и што тоа значи и за нас како народ и се да приказна позади филигранот и кога отидов на факултет да студирам архитектура некако едноставно така се наместија работите и во еден момент јас сватив дека во мене дуват некој пинаков ветар, ајде така да кажам, меѓутоа архитектурата и студиите по архитектура и како многу ми помогна во на јас денеска како го работам накитот и како ми изгледат накитот. Начинот на конципирање на колекција, на проектирање, односно дизајнирање парче, мене ми се многу слични. Да, ти никогаш ти помага ли тоа што имаш завршено архитектура во некои делови да додадеш во филигранството за да изработиш некој модел? Ми помага од конструктивен аспект. Ми помага во секој случај. Имам една колекција инспирирана од мојата дипломска работа, така што веднаш после дипломската работа, мислам дека веќе следната година или после неколку години јас изработив цела една колекција која што беше инспирирана од глаголицата, односно од мојата дипломска работа, така што да, архитектурата и како е присутна во мојот накит и во мојата работа. А што друго те инспирира во текот на работата? Покрај Охрид, нели, која што е многу широка и универзална тема, последниве 10 години предмет на мојот интерес, главна точка на инспирација ми е Охридското езеро, односно водата.
Од изложбите во Синелот Намами, преку колекциите вода, бранови и така натака, присутни се голем број на различни мотиви од Охридското езеро, односно природните состојби на доаѓање на бранови, невреме и така натака. Многу често користам и природни камчина од плажите односно брегот на Охридското езеро. Тие ми се некој препознатлив елемент во мојот накид. На претходниве базари морам да спомнам дека луѓе кои што не ме познаваат и не ја знаат мојата работа, беа многу позитивно изненадени. Имаше коментари, па јас не знаев дека природно камче може да се искористи во накид, така што каменот е тука присутен и секако и тој е дел од инспирацијата, да речем, за накидот. Да, и охридскиот бисер и сите оние моменти кои што се дел од Охрид и охридскиот крај, колку луѓето кај нас во Македонија ги почитуваат и ги поддржуваат базарите кои што се однесуваат на рачни изработки, еве особено на рачно изработена накид и филигран? Ги почитуваат, ги разбираат. Се уште фали малку дел во едукацијата генерална што значи рачна работа и дека навистина на еден занечија, па и дизајнер, односно изработувач на накидот, навистина нас не треба физички повеќе часови, ден, 2 или 3, да изработиме некое парче. Исто така е многу битно што веќе свакаат што значи уникат и дека некој од парчината е едноставно едно, и јас никогаш нема да го повторам, така што мислам дека луѓето веќе сваќаат што значи да се носи нешто кое што е уникатно и единствено само тие го имаат во цел свет, а нема реплики на нив, нема масовно производство и така натака. Таа разлика почнуваме да ја правиме, дека рачната работа е едноставно една, би требало да биде и според нас е на многу повисоко и поинакво ниво него останатиот тип на масовен накид, штанц накид или како сакате крстите. Да, дефинитивно нема ништо побаво тоа да се носи уникатно парче кое е единствено направено само за вас и само вие го имате единствено во светот. Марта, ти благодарам и се надевам дека следната прилика можеби ќе ни биде во Охрид. Ви благодарам и вас и секако дека ве чекам во Охрид. Можете да дојдете во јуни. Охрид во јуни е многу убав. Јули, август и септември веќе е гужва, нели? Сезоната е во полнек. Меѓутоа јас сум таму, така што ве чекам на гости. И да, доколку ова лето се одлучите да го посетите Охрид и Охридскиот крај, неизбежно е да посетите и галеријата на Марта Пејовска, која што се наоѓа во стариот дел на градот и секако да се набавите од нејзината колекција на рачно изработен накид.